25 јануари, македонската поп звезда Тоше Проески денеска требаше да го прослави својот 40-ти роден ден. Тоше зад себе остави многу хитови и беше на прагот на светската слава. Тоше го сакаше цела Македонија, го обожаваше цел Балкан, бидејќи скромноста, добрината и неговата хуманост успеа да допре милиони срца. Крушево, родното место каде секојаш ќе потсеќа на Тоша, со иста болка и премногу недостасување, крушевчани го спомнуваат. Остануваат неговите хумани дела да се продолжуваат и да се почитуваат неговите личност и дело. Бидејќи како крушевчани сме должни тоа да го правиме на долг рок, изјавува Кабелоски. Трудиме во најдобро можно светло да го представуваме ликот и делото на Тоше Проески, да ги продолжиме неговите хуманитарни дела за кои што за воля на вистината за многу и не знаеме, затоа што беше голем хуманитарец, но пред се организираме настани и ги одбележуваме неговите денови, условно кажано, денот на раѓање, денот на последниот негов концерт, денот на загинување. Одбележувањето на неговиот 40-ти роден ден поради глобалната пандемија со COVID-19 ќе биде со значително помални содржини, вели Кабелоски. Има единствено крводарителска акција и полагање на свежо цвеќе. Со тоа ние ќе се потрудиме да го одбележиме овој ден, да го испочитуваме Тоше, истовремено да се погрижиме за јавното здравје. Секоја година ние организираме настани од музички, уметнички и друг тип на настани со кои што го одбележуваме овој ден, но годинава во интерес на јавното здравје единствено ќе оддадеме почит преку полагање цвеќе и, како што кажав, преку крводарителската акција. По 13 години вечното почивалиште на Тоше е уредено. За ова идеално решение е консултирано и семејството на Тоше. Сите негови фанови ќе може да се поклонат пред неговото вечно почивалиште, символ кој изразува неговата љубов. И до ден денес посетеноста е преголема. Исто така и прекрасна негота која ни објаснува Блажески. Се разбира дека премногу има посетеност, премногу луѓе од целиот свет идат го посетуваат од Србија, од Хрватска, од Босна, од Русија, од Германија, од секаде. Ова дрво беше орев. Ова дрво доста ваѓаше ореви, па реши потекна време да се исечи. И како што се сечеше гранка по гранка и настана како Исус. Јас се чудев кога го сече ова дрво и кога го гледав и се чудев како можеше ова дрво да се сечи едноставно и да настани како Исус, но наеднаш настана како Исус. Сега ќе се разбари, ќе се обработува, ќе има добри мајстори кои што ќе го обработуваат и ќе се прави Исус распнат на крст. Ние пораснавме со неговата музика. Тоше беше и ќе остане нашиот идол. Крушево не го заборава. Па ќе опаметиме по се што направи, пред се по песните, потоа и по делата. Ние баш често доаѓаме во Крушево. Првпат го ќе гледаме градба, мислам дека е нова. Стварно сме изненадени, дојдовме, мислам и другите обележја на Крушево и да, убаво сме изненадени. Крушевчани најмногу го поштуваат и го честуваат, да речеме, раѓањето и ликот и делото на Тоше. Како незаборавна музичка легенда на Македонија и пошироко, Тоше секој пат остави, да речеме, длабоки траги во музичката, да речеме, историја и во Македонија и на пошироко на Балканот. Споменот на Тоше живее преку неговите песни и дела. Спомен куќата Тодор Проески е место каде почнувајќи од неговото детство па се до неговата музичка кариера, преку разни експонати кои го отсликуваат неговиот живот. Имаме протокол за заштита од COVID-19 и до сега сите посетители се придржуваат според тие мерки. Иако е понеделник, неработен ден за установата, сепак ќе биде отворена за посетители и влезот ќе биде бесплатен. Тоше вечно ќе се чува од заборав, а армијата од негови фанови вечно ќе го продолжува неговиот пат.